Филипче, Спасовски, Деспотовски. Ова се трите најактуелни имиња кои се повеќе кружат во јавноста, како можни наследници на актуелниот претседател на СРСМ Ковачевски. По поразот на 8 мај, кој му го предвидуваат анкетите, но и резултатите од првиот круг на претседателските избори. Ковачевски не кажа децидно дека ќе поднесе оставка. Порача само дека по изборите ќе го соопшти и ставот за едно политичко делување. Кај нас во статутот е јасно регулирано одржување на отчетен конгрес, на кој што се прави анализа на резултатите. Сепак неговата смена во партијата е очекувана и од членовите, поддржувачите на партијата, но и од делот аналитичарите кои велат дека не само Ковачевски, туку и цело негово раководство ќе биде променето. Дури поранешниот претседател на СРСМ, Заев, се чини дека директно од САД му упати порака на Ковачевски, дека по загубени избори, оставка е неминовна. Заев преку својот пример, дека по изборите во 2021 година дал оставка од изгубиле, меѓу редови му укажува на Ковачевски што треба да направи. Најголема шанса да седне на местото на Ковачевски има Спасовски, поранешниот министер за внатрешни работи, кој беше и технички премиер во минатата пржинска влада. Тој се токмеше за да биде претседателски кандидат, но извиси. Тогаш се постави и главното прашање, дали можеби Спасовски му подготвува свилен гајтан на Ковачевски и наместо да се бори да седне на фотелјата на Вила Водно, сака да седне на тронот на Бихачка. Спасовски неколку пати се противеше на ставовите на Ковачевски и одеше контра политиките на партијата, како за измените за кривичниот законник, така и за родниците во Струмица. Инаку поранешниот министер на МВР важи за близок човек на екс-лидерот на СРСМ Заев. Заев и откако се повлече од претседателската позиција на социјалдемократите, се фотографираше со Спасовски. Дури и неговата фондација донираше мотори за потребите на МВР. Уште еден човек близок на Заев се бори да го смени Ковачевски. Според неофицијални информации, поранешниот министер за здравство, Венко Филипче, е тројанскиот конј на Заев, кој е инсталиран како носител на 4-та изборна единица, избориве, за да ги придобие симпатиите на членовите, но и да ја види ситуацијата одблизу во партијата, со цел по предвидливиот пораз на 8 мај да му ја земе функцијата на Ковачевски. Последното име, кое циркулира во политичките кулуари како шпекулација, е името на првиот човек на ТИРС, Јован Деспотовски. Тој не ја крие амбицијата дека сака да биде начело на СРСМ. На предпоследните партиски избори Деспотовски беше и директен против кандидат на Заев. Тогаш не ја доби поддршката од мнозинството, но доби симпатии кај поддржувачите. Симпатии кои сега, во момент кога СРСМ се кршливи, може да одат во корист на Деспотовски, како човек кој тогаш сакал промени. Сепак, и овие три имиња кои најгласно се споменувани за смена на Ковачевски, со себе носат багаж и нерасчистени афери. Како еден од поголемите скандали по кој ќе остане запаметен Спасовски е проблемот со лични документи, односно недостатокот на патни исправи со новото уставно име. Заради овој проблем, повеќе од половина од граѓаните остана затворени во Македонија. Филипче со себе го носи товарот за справувањето со ковид кризата, недостатокот на вакцини, како и изгорената модуларна болница во Тетово. Јован Деспотовски има низа на скандали зад себе врзани со фондот за иновации.